Националната установа Центар за култура од Делчево и оваа година доби голема поддршка од Министерството за култура. Во годишната програма влегуваат неколку значајни проекти скоро од сите области, а најголема поддршка доби фолклорната и сценската дејност. И оваа 2017 година делчевчани ќе имаат можност да уживаат во неколку фолклорни манифестации. Во областа на фолклорната и сценско-уметничката дејност ги имаме добиено проектот Голачки фолклорни средби, манифестација која што се одржува веќе 21 година. Потоа, исто така во фолклорно и сценско-уметничката дејност сакам да го истакнам проектот Програма и работа на женската пејачка група Ѓурѓа, која што успешно работи веќе 8 години. И тука е проектот Работа и програма на фолклорната група Вапсаров, која што исто така работи 8 години и со своите активности и фолклорот го представуваме скоро во Републиката и ни светот. Исто така за одбележување проектот Откуп на изворни рачни изработки, тоа е проект кој што во оваа 2017 година ќе го реализираме и се надејаме дека во 2017 година преку овој проект ќе ја отвориме сувенирницата која што ќе работи во склопот на киното и со откупот на овие изворни рачни изработки ќе успееме да го реализираме и овој проект. Исто така за одбележување и 141 година Разлоечко востание, манифестација која што традиционално секоја година се одржува и ја реализираме мощно и успешно. Во областа на музичко-сценската дејност го добивме проектот Ревија на хорови и оркестри, кој што традиционално го одржуваме секоја година, меѓутоа еве сега со финансиска поддршка на Министерството за култура се надејаме дека ќе успееме оваа година да збогатиме оваа ревија на хорови и оркестри и во 2 вечери успееме да направиме еден убав проект. Во областа на издавачката и литературната дејност и оваа година Центарот за култура го доби проектот за организирање на манифестацијата Вапцарови бранувања, а за прв пат поддршка доби учеството на меѓународниот фестивал на детето во Измир, фестивал на кој што Центарот за култура од Делчево секоја година испраќа своји представници. Овие се проекти кои што се добиени и ќе бидат финансирани од Министерството за култура, меѓутоа сакам да истакнам во оваа прилика дека преку Конзерваторски центар од Скопје во оваа 2017 година се надејаме дека конечно втората и третата фаза од реконструкцијата на спомен домот Разлоечко востание, значи во разговор со Министерката за култура разговаравме втората и третата фаза не да биде поединечно, меѓутоа да биде реализирано во втора и трета фаза и конечно да биде во 2017 завршено целокупната реконструкција на спомен домот Разлоечко востание. А за одбележување оваа година и гостувањето на фолклорниот ансамбл Танец, кој што во Делчево целовечерен концерт ќе одржи во месец јуни.